Благодарам, почитувани граѓани, почитувани колеги. Ситуацијата со ИПАРД агенцијата не е само жалосна затоа што Македонија не успева да ги искористи европските фондови, а патем да кажам дека овие се фондови за кои што не плаќаме камати, затоа што се практично дадени на Република Македонија без да ги очекува Европската Унија да ги вратиме назад. Тие се наменски средства кои што служат да ги научат европските земјоделци, идните, значи Македонија кој ќе биде членка, да ги научат како да повлечат пари од натамошната, значи кога ќе станеме членка, да повлечат пари од заедничката земјоделска политика. Така што се строго наменски од една страна наменети се како да се постапката да созрее во државата до таа мера за да има апсорбција. Фактот дека во Република Македонија толку години наназад успеваме само 9% да абсорбираме и фактот дека години наназад ова се зборува, значи не станува збор за нова информација. Мора да признаете дека целото граѓанство веројатно преку глава сме од зборување за тоа дека европските пари не се искористени. На сите вас ви е тоа јасно дека не се искористени. Значи не можам да сватам дека се уште има алиби и се уште има оправдување зошто тоа не се случува. Викате вака, значи, комплицирани се европските правила. Па да, комплицирани се европските правила. Меѓутоа, ако еднаш ги научите европските правила, понатаму лесно се пременуваат. И да, треба да бидат обучени луѓето. Меѓутоа, мора да најдете модус вивенди како ќе стигне до рацете на тие што навистина им требат. Не можете вие да испрограмирате парите за државни службеници само кои што ќе се шетат на студиски посети во Брисел и на крај ќе се вратат во државата. Еве ви ситуацијата како ја имаме денеска. Во делот на ИПАРДот, значи зборуваме за земјоделската политика, значи самиот потпредседател на влада кажа дека 583 државни службеници биле обучени, да, се обучени. И во моментот кога добивме акредитација, а за граѓаните да им биде појасно, акредитацијата во петата компонента е така наречен ЕДИС, значи децентрализирање на парите и создавање на институција само по себе која треба да биде самоодржлива и целосно да може парите да ги работи. И сега во моментот кога тоа го постигнавме, што ни се случува? Па отворите ги извештаите на ИПА ревизорот, ке видите. Значи не зборуваме ние, току ИПА ревизорот. Имаше надзорна расправа пред 2-3 години во ова собрание. Ревизорот кажа каде се проблемите. Неколку проблеми се клучни. Прво, што ви бега персоналот. Значи, само што ќе го обучите персоналот, како овие 583 луѓе, и кој ќе научат нешто, прво ги вработувате партиски. Па потоа, кој ќе научат нешто, бидејќи се 2-3 години на обука, само што ќе научат нешто, ги вадите од институциите кај што се корисни, значи кај ИПА институциите, и ги ставате за време на избори во јавни предпријатија на сосема места кои што немаат врска од обуките и нормално ја ослабнувате институцијата. Ево последен пример ќе ви кажам. Една од почитуваните државни службеници кои што навистина добро си ја вршеше работата, од неодамна во ИПАРДот, од неодамна вработена во делегацијата на Европската комисија. Па ова се случуваше во време кога одговаравме прашалникот, меѓутоа тогаш се имаше политичко влијание и се кажа, ве молиме, немојте да ги вработувате луѓето кои што треба да ни го донесат кандидатскиот статус. Значи, ја не можам да сватам ова влада шо прави, освен што си патува само во Брисел и ништо друго. Значи, треба политичка волја да се каже дека не можат овие луѓе кои што сме ги обучиле да можете да ги вработувате на друго место. А не вие постојано од една институција во друга, од една во друга институциите ги ослабнувате. Сосема логично. Другиот проблем, ревизорот што го кажа, не јас, недостиг на капацитет на земјоделците, па луѓе да очекувате дека вие од земјоделците ќе одговараат апликации толкави големи. Па мислам треба да вистина да сте романтичари, да мислите дека нашиот земјоделец, не само нашиот, кој било земјоделец ќе може да пополни таква апликација. И кога не можете тоа да го направите, тогаш логично би било да најдете некакво поинакво решение. Тоа поинакво решение, ево ќе ви кажам,
СДСМ во својата програма ќе нуди така наречени рамковни консултанти, кои што практично ќе одат на терен, ќе бидат обучени од буџет на Република Македонија со рамковен договор и ќе ги вратат повторно парите, меѓутоа претходно ќе се одат на обука за да знаат како да ги искористат. Значи, ако не може планината кај Мухамед, Мухамед ќе оди кај планината. Нормално е. Меѓутоа, за тоа треба влада која што вистински сака да оди во Европска унија. Значи, тоа е тоа. Она што е потрагично од цела работа е следново. Овие се документи не се од извештајот, господине Димовски, не верувам дека ќе ме разберете ако бе од извештајот, меѓутоа овие се документи од влада. И вика вака, од ИПАР-2, од вкупно средства предвидени за ИПАР-2, знаете колку се вкупно? 18 за 2015. 18,7, значи околу 19 милиона. Од овие 19 милиона, при институција која е целосно децентрализирана, значи кој што има добиено од Европска комисија црно на бело дека знае како да работи, само 5 милиона одат за субвенции. Остатокот Европската комисија решила 13,7 вкупно милиони. Европската комисија решила да ги подигнува капацитетите и парите да ги управува делегацијата на Европската комисија. Значи, уште еднаш сме вработиле 530 и кусур луѓе, сме ги обучиле и тие чинат, и тие сега ќе земат плата, меѓутоа парите ќе ни ги работи делегацијата. Мислам, ова во нормални случаи би било срамно. Значи, некој би, во нормална држава би си дал оставка за ваква работа. Понатаму, ќе ве потсетам на оно што се случи во Србија. Пред известно време, во Србија дојде информација дека 20 милиона евра србите не ги искористија од ИПА-1 и министерот за земјоделство, жив срам, мислам, на вистина, такви критики невидени има по вестниците. А само да ве потсетам, за разлика од Србија, која што доби пристап до петата компонента, дури пред 3 години, Македонија уште во 2007 година имаше пристап. Така што приказната, што господинот Димовски се обидува да ја пласира овде, дека искуството од САПАРД, мислам, е мешање баби и жаби, затоа што САПАРД е една приказна, а ИПАРД е друга приказна. А единствената разлика меѓу САПАРД и ИПАРД е тоа што научените лекции од САПАРД се веќе вградени во ИПАРД. И од таа гледна точка треба да знаете, затоа што во ваше време ги градевме институциите и тога за жал не сте свесен, меѓутоа тогаш не користевме ИПА, доку користевме КАРЦ за да ја направиме агенцијата. Она за што користевме ИПАР беше за правење на оперативната програма, која до ден денеска не најдовте за сходно да ја преведете на македонски, а е 800 страници толкава, од кои што благовремено ќе можеа нели земјоделците да знаат каде можат да искориста средства. И последно што сакам да потенцирам, писмо од делегацијата на Европската комисија до подпредседателот на влада, и само едно ќе ви кажам од ова писмо, пишува вака, дека индиректното управување со средствата не е модалитет кој што се подразбира по дефолт. Не знам колку ова ви значи, меѓутоа ова значи дека системот на трошење на европските пари во Македонија е речиси распаднат. Колеги, сериозно ви зборувам дека ништо нема да искористиме од европските пари. Не се тоа кредити, тоа се грантови и можат да се искористат. Не дозволувајте само лакомоста и можноста за крадење на средствата да бидат мотивирачки фактор. Мислете малку на граѓаните. Ви благодарам.